Во вестите на М-нет телевизија ќе гледате: тврдејќи дека ги обожава жените, 75-годишниот штипјанец Денис Асанов обвинет за убиството на 79-годишната Боријанка Николова. Денеска повторно негираше вина во завршните зборови пред Основниот суд во Штип. Пресудата се очекува да биде изречена на 28 април следниот вторник од 14 часот. Брана Калиманци полна, 48% вода планирано за подружницата Свети Николе, повеќе од 50% за подружница Брегалница. Новите врнежи најавени за утре дополнително ќе придонесат за земјоделските култури. Метеоролозите велат дека се очекуваат да наврнат 30 литри на метар квадратен и да има пат на температурите. Хидролозите апелираат за можно излевање на суводолиците и малите реки. Законот за високото образование утре оди во владина процедура. Опфаќа вкупно 6 точки кои биле дискутирани во изминатиот период. Целта е унапредување на квалитетот во високото образование и појасни критериуми при избор на наставен кадар. Во меѓувреме течат подготовките за полагање матура. Донесени 2 мерки за стабилна достапност на ѓубривата и заштита на земјоделците од растот на цените. Овие мерки ќе стапат на сила веднаш и ќе важат до 31 мај оваа година. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.